Го следите на новото издание на регионалните вести. Советот на општина Гостивар ја одржа 37-та седница поред со заеднички акт. Советот изрази осуда за настаните во парламентот од 27 април. Советот на општина Гостивар на денешната седница со заеднички акт ги осуди настаните во парламентот на Република Македонија од 27 април. Кусиот текст со реакција и барање за понесување на одговорност за сторителите пред Советот го прочита Имран Жупани, советник од ДУИ. Во консултација со координаторските советнички групи во Советот на општина Гостивар донесовме акт со кој го осудуваме насилството што се случи во Собранието на Република Македонија на 27 април 2017 година. Почитувани граѓани на Гостивар, Советот на општина Гостивар остро го осудува насилството во Собранието, каде што хулиганството го оспори функционирањето на демократијата. Ваквите акти се неприфатливи и како такви никогаш повеќе не треба да се повторуваат. Во оваа прилика ги повикуваме надлежните органи да работат случајот целосно да се расветли и сторителите да понесат одговорност. На денешната седница на Гостиварскиот совет беше освоена одлука општината да ги преземе ингеренциите врз Работничкиот универзитет Браќа Миладиновци. На дневен ред се најдоа и одлуки од областа на буџетот, квартален извештај и долгорочно задолжување во рамки на проект за подобрување на општинските услуги. Советниците изгласаа и неколку одлуки врзани со работата на училиштата во Гостивар, како и од сферата на урбанизмот. Шар планина што поскоро да се прогласи за национален парк, само на тој начин ова подрачје ќе се заштити од уништувањето на биодиверзитетот, истакна учесниците на завршната конференција на проектот предизвици за заштита на природата на шара. Криволовството и неконтролираната урбанизација на Шар планина појави кои земаат се поголем замав уништувајќи го овој масив. Може да се запра доколку ова подрачје што поскоро се прогласи за национален парк. Ова беше истакнато на завршната конференција на проектот. Предизвици за заштита на шара во идното прекугранично заштитено подрачје Шара, Шари и Кораб од Македонското еколошко друштво велат дека свеста и желбата на локалното население за прогласување на Шара за национален парк се зголемува, но шарпланинскиот масив се уште не е заштитен поради немање политичка волја. Просторното планирање како проблем е можеби најсериозната закана за Шар планина. Кога зборам за просторното планирање, мислам на речиси дивење во однос на изградбата на подножјето на Шар планина, која се интензивира страшно во последно време, и на отварањето инфраструктурни објекти во погорниот дел од Шар планина, без апсолутно никаква контрола и покрај тоа што за ова нешто постојат закони, правилници, законски норми кои што не се почитуваат. Затоа сметам дека одолговлекувањето на постапката за прогласување на Шар планина за национален парк може само да ја влошува состојбата и тоа станува се поинтензивно и побрзо се случува. Познавачите на приликите велат дека со прогласување на Шар планина за национален парк ќе се заштитат природните производи од кои населението ќе има економски придобивки. Растителни видови на Шар планина на прво место можам да го изведам плодовите, бобинките од смрека. На второ место е боровинката како производ и на трето место доаѓа еден вид кој што е загрозен на овој простор, а има исто така економска висока вредност, а тоа е шарпланинскиот чај. Прогласувањето на ова подрачје, на заштитено подрачје или национален парк би придонело во одржливото искористување на овие производи, да се знае колку има, би се процениле ресурсите и би се знаело колку се собира. Тоа би било еден чекор понапред до органско собирање на овие производи, бидејќи органско собирање на овие производи е додадена вредност и поголема економска добивка во овој случај. Ако имаме заштитено подрачје, ако имаме одржливо собирање, ако имаме органско сертифицирање. На конференцијата беше присутен и министерот за животна средина Башки Мамети. Тој призна дека државата затаила во процесот на прогласување на Шара за национален парк, но според него работите се движат во позитивни насоки. Се работи на валоризација на вредностите на шарпланинскиот масив, кој е еден од клучните чекори за прогласување на ова подрачје за заштитено. Реализираме проект со
УНЕП, финансиран од ГЕФ, кој што е предвидено нели зачувување на биодиверзитетот и зголемување на капацитетите за менаџирање со заштитените подрачја, во кој една од компонентите и проширување на заштитените подрачја на Република Македонија, конкретно прогласување на Шар планина за национален парк. Иницијативата за прогласување на Шар планина за национален парк стара повеќе од една деценија. Се уште не е влезена во законска процедура. Доколку ова подрачје биде прогласено за заштитено заедно со делот од Косово, би се формирал еден од најголемиот заштитен природен појас во југоисточна Европа. Со цел подигање на свеста за да престане насилството врз жените, Зонта клуб Скопје денес постави банери со пораки на оваа тема на Тетовскиот плоштад. Зонта клуб Скопје денес во Тетово ја спроведе кампањата Зонта вели не на насилството против жените и девојките, како дел од глобалната кампања за подигање на свеста за оваа тема, обои го светот во Портокалово. При тоа на плоштадот беа поставени банери со пораки на оваа тема. Овие активности се со цел да престане насилството врз понежниот пол, а исто така воедно да се укаже на алармантниот број на убиени жени и девојки од нивните партнери. Овде сме дојдени за да кажеме не на насилството врз жената и воопшто не на насилството, бидејќи иако се зборува многу за тоа, иако се донесени многу закони, иако постои Истанбулската конвенција која што е потпишана од Македонија и се работи на нејзино ратификување во Македонија, сепак насилството се повеќе и повеќе расте од неразбирливи причини, така да би сакале денеска да ја подигнеме свеста овде во Тетово, а исто така тоа да го направиме утре, ќе биде направено утре во Скопје Персити Мол, а во исто време во Флорида Зонта клуб од Пенелас ќе ја направи исто оваа акција со истите постери како што се овде на македонски, албански и англиски јазик и ќе ни дадат поддршка на оваа акција, така да оваа акција ќе биде значи во исто време на два континента, во Европа и во Америка. My name is Judith Ann McLaughlin, and I'm a Fulbright Scholar. I'm from the University of South Florida, St. Petersburg. Таа е професор на Јужниот универзитет на Флорида, Сент Петерсбург, и е дојдена тука на Државниот универзитет во Тетово за да предава политички науки и демократија. И ова се едни од незините студенти и дојдени се тука да ја поддржат акцијата Зонта вели не на насилството. На почетокот на семестарот зборувале за тоа нели што може да направат, што се проблемите во Македонија, што може да направат во врска со тоа и некои од студентите спомнале дека има проблем со насилството врз жените и затоа нели решиле да направат нешто во врска со тоа. Јас сум Ирфан Бајрам, студент од прва година во Универзитетот во Тетово, смерот политички науки. Ние денеска сме дојдени да ја поддржиме акцијата за подигување на свеста на нашето друштво за да ги браниме правата на жените. Пошто и така имаме еден слоган, ако ги сакаме нашите мајки, треба да ги сакаме и нашите жени. Исто така, ако ги сакаме нашите ќерки, на ист начин треба да ги третираме и нашите жени. Оваа кампања е започната од страна на генералниот секретар на Обединетите нации и тоа е дел од глобалното движење заедно против насилството врз жените и девојките. Колку и како истражувачкото новинарство може да помогне во борбата против корупцијата? На оваа тема денес се дебатираше во Гостивар. Настанот е дел од проектот Антикорупцијска вест во локалните медиуми на Сдруженијето Медиум. Истражувачкото новинарство може да одигра значајна улога во борбата против корупцијата, но кај нас се уште влијанието на таквите стории не е доволно големо за да ги покрене надлежните институции на акција. И во таа насока треба уште да се работи. Ова е еден од заклучоците од денешната дебата организирана во Гостивар на тема Антикорупцијска вест во локалните медиуми. Настанот е дел од поширок проект што го спроведува Центарот за развој на медиумите на заедниците Медиум од Гостивар. Фактички истражувачкото новинарство е еден вид пандан на работата на јавното однителство. Работата која треба да ја
извршува јавното обвинителство. Исто како институциите и истражувачкото новинарство тргнува од индиции за корупција, истражува и документира корупција. За жал во Македонија сме немале случаи институциите да постапуваат по тоа што истражувачкото новинарство го има откриено, така што и импактот на овој вид на новинарство не е на задоволително ниво. Но мислам, ние се надеваме дека во иднина ќе се менуваат работите, институциите ќе станат по-совесни, по-професионални, така што и секоја објавена истражувачка сторија ќе има поголем импакт во јавноста и самото тоа ќе придонесува до позитивни промени во Република Македонија. Во рамки на проектот претходно беше организирана работилница со новинарите на теми врзани со корупција, злоупотреби на службена должност и слично. Беа изработени и 3 истражувачки истории кои денес новинарите ги презентираа на дебатата. Активностите се во склоп на заедничкиот проект Истражувачко новинарство, чувар на демократијата и човековите права на Центарот за управување со промени и Институтот за човекови права од Скопје. Проектот е финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и слободата на медиумите. Ограбена црквата Свети Димитрија во Гостиварско Митрови Крсти. Од полицискиот билтен информација за спроведени акцијски контроли за пешаците во Тетово и во Гостивар. Вчера околу 10 часот и 30 минути пријавена е тешка кражба во црквата Свети Димитрија во гостиварското село Митрови Крсти. За сега непознати сторители насилно ја отвориле бравата од влезната врата на црквата, влегле внатре и од дрвен пулт на кој биле оставени доброволни парични прилози од верниците, одзеле околу 800 денари во разни апоени. Извршен е комплетен увид и се работи на откривање на сторителите. Од полицискиот билтен информацијата за спроведени акцијски контроли за пешаците во Тетово и во Гостивар. Во тетовската акција биле откриени 13 прекршоци, што ги направиле пешаци, како неправилно движење, непрописно преминување на улица, непочитување светлосна сигнализација на крстосниците и друго. Бројот на ваквите прекршоци во гостиварската контрола изнесувал 20. Сите прекршоци заокружени се со соодветни поднесоци, а прекршителите ќе бидат повикани на собраќајна поука, во рамките на која поблиску ќе им се објасни како да се однесуваат во собраќајот, за да не ја доведат во прашање нивната и безбедноста на другите учесници. Ова дотолку повеќе што во последно време на Тетовско-гостиварското подрачје се случија најмалку десеттина собраќајни несреќи со учесници пешаци. Во вчерашните контролни активности во Тетово исто така откриени се и 5 возачи без дозволи, 4 нерегистрирани возила, 4 возачи почетници и исто толку погрешно паркирани. Овие прекршоци санкционирани се со 7 прекршочни и 10 мандатни платни налози, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Се известуваат жителите на гостиварското село Горна Бањица дека утре 12 мај ќе се изврши минирање на локалитетот Горно поле за потребите на фирмата Шан Комфикс Гостивар. Минирањето ќе го изврши стручна екипа од фирмата Мактек од Скопје. Замрзнат е имотот на компанијата Трансмет на бизнисменот Сијат Кочан, кој е осомничен во случајот труст на специјалното јавно обвинителство, како и 3 сметки на оваа компанија, потврдија од ЦЈО. Имотот е замрзнат токму по нивно барање. Од ЦЈО велат дека не се замрзнати сметки на физичко лице, како и дека не е блокирана сметката на телевизија Нова, која е во собственост на бизнисменот. Во март кривичниот суд по барање на обвинителството му одреди мерка притвор на Кочан, кој во тоа време беше на службен пат, при што се уште не е вратен во државата. 5 вработени во МВР се привремено оддалечени од работните места, односно суспендирани во врска со инцидентите во собранието на 27 април, потврдија од МВР. Мерката е изречена од Оделението за внатрешна контрола на МВР, а не од работната група, формирана од министерот Агим Нухију за расчестување на настаните во собранието, нагласија од Оделот за односи со јавноста на МВР. Сите 5 суспендирани нема да ги извршуваат работните обврски додека внатрешната контрола не ја заврши целата постапка за утврдување на одговорноста.
Председателот на Собранието Талат Џафери ги препратил барањата на Министерството за локална самоуправа и ЗЕЛС за брзо наоѓање решение за функционирање на општините до пратениците во Собранието на Република Македонија. Ова прашање исклучиво е во надлежност на Собранието на Република Македонија, кое бара итно усогласување на сите политички партии во Собранието во однос на потребните измени во изборниот законник, но и на сите други активности кои се однесуваат на постапката утврдена во деловникот на Собранието на Република Македонија, како во однос на основањето на сите работни тела во Собранието, така и во однос на постапката за разгледување и донесување на законите, се наведува во соопштението од кабинетот на Џафери. Амир Ибраимовски со видеозапис за песната Јака на збор донесе ново освежување на македонската музичка сцена. Снимене во познат тетовски ресторан, а го изработи Инпродукција. За миг ќе дојде пак ќе мине. Тетовскиот пејач Амир Ибраимовски сними видеозапис за песната Јака на збор. Спотот е снимен од Инпродукција, за истиот беа ангажирани два професионални модела. Снимен е во познат тетовски ресторан, а идејата за овој видеозапис била на неговиот татко, познатиот фолк пејач Ибуш Ибраимовски. Песната е нов производ на Алекс Петковски, композицијата, аранжманот на Дамир Имери, текстот е на Милан Коса, спонтано дојде до целата соработка, а уште поспонтано до спотот. Јас имав два професионални модела, едниот е нашите, тој е Драган Стојчевски и Емилија. Инпродукција го снимаше спотот, се снимаше кај нас исто у Брвеница, у Електрогарден. Сега имаше таму 4 или 5 души што снимаа, што не знам кои функции ги вршеа. Таму голем тим беше. Голем тим професионалци, за 6-7 дена ми дадоа цел проект готов. Спотовите се навистина значајни за промовирање на песните, смета Амир. Во моментов е значајно за, значи, YouTube да е здрав и жив, бидејќи нема доволно застапен простор за нашата музика у нашата држава. Така да сигурно е значајно да направиш спот. Сигурно ќе бидеш попопуларен, сигурно ќе добиеш на гледаност, на работа, обем на работа, така да мора да се работи. Мора да се. И јас до вчера терав како што терав, али сега сватив дека мора да се вложи. По спотот за песната Јака на збор, Амир најавува уште еден спот кој ќе биде готов кон крајот на годинава. Дали тагуваш по времето со мене? Во сабота културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Тејарце ќе биде домаќин на манифестацијата Денови на Кирил Пејчиновиќ. Во рамки на истата ќе се одржи нивниот годишен концерт и дефиле низ населеното место Тејарце. Културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Тејарце во сабота повтор пат ќе организира манифестацијата Денови на Кирил Пејчиновиќ 2017 година. Во рамки на истата ќе се одржи и годишниот концерт на Сдруженијето на кој ќе настапат членови на трите групи со премиерни изведби на кореографии, ора и песни. Во рамките на манифестацијата оваа сабота Културно-уметничкото друштво ќе одржи концерт во чест на манифестацијата што ја организираме. На концертот ќе настапат трите групи на Културно-уметничкото друштво, каде што имаме и пејачка група, пејачка секција што ќе настапи, и нашите драги гости, Културно-уметничкото друштво Добротински вес од Добротин, Културно-уметничкото друштво Цветко Грбич од Штрпце и Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Битола. Концертот е со почеток во 18 часот во спортската сала на Основното училиште Кирил Пејчиновиќ во Тејарце. Ги поканувам сите любители на фолклорот и традицијата да дојдат и да ги поддржат младите играорци и да придонесат за ширење на фолклорната традиција. Исто така како Културно-уметничкото друштво пред почетокот на концертот организира дефиле кој ќе се движи низ населеното место Тејарце. Значи од Основното училиште Кирил Пејчиновиќ до спортското игралиште во Тејарце и назад.
Дефилето ќе започне во 16 часот и 30 минути и ќе трае 1 час, пошто во 18 часот е закажан годишниот концерт на културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од ТРЦ. Во сабота во Лешок ќе се избира вешта жена на Македонија за 2017 година. За престижната титула ќе се надпреваруваат вештите жени на 20 града од земјава и победничките од Швајцарија и од Србија. Традиционално во тетовското село Лешок и годинава ќе се избира вешта жена на Македонија. Во сабота со почеток во 12 часот во ресторанот во манастирскиот комплекс, по 25 пат сите припаднички на понежниот пол ќе се обединат во кулинарството и ќе ја изберат највештата меѓу нив. Годинава ќе се надпреваруваат победничките на општинските надпревари од 20 града од земјава и победничките од Швајцарија и од Србија. За веселата атмосфера на манифестацијата и овој пат ќе се погрижи тетовскиот маестро бенд. Во рамки на годинешната републичка вешта жена ќе има посебен дел посветен на животот и кариерата на сега починатата Есма Реджепова, хумана жена и кралица на музиката. Утре пак од 13:30 до 17:30 во трговскиот центар Рем Мол ќе се одржи надпревар во изработка на експонати, кој е отворен за сите граѓани, за кои се обезбедени награди од Рем Мол, како и дегустација на храна. Медиумски покровители на републичка вешта жена 2017 се радио и телевизија КИС. Советот на Европската Унија ја одобри препораката на Европската комисија за продолжување на рокот на важење на граничната контрола во 5 земји од Шенген зоната, пренесува австрискиот медиум ОРФ, повикувајќи се на соопштениот органот. Во следните 6 месеци Австрија, Данска, Германија, Шведска и Норвешка ќе продолжат да вршат проверки на националните граници. Предуслов за одлуката е постоење на сериозна закана за јавниот ред или внатрешната безбедност. Освен тоа, на територијата на Грција има околу 60.000 мигранти кои може да направат обид за преместување во внатрешноста на Европа. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изрази внимателен оптимизам околу шансите за унапредување на односите со САД по средбата меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Песков изрази дека има уште многу работа пред нив и дека самитот на Г20 во Германија ќе биде добра прилика за Трамп и за рускиот претседател Владимир Путин. 20 лидери за прв пат остварија средба во Белата куќа на 10 мај. 24 лица, меѓу кои 4 деца, загинале при уривање на ѕид на прослава на венчавка во Западна Индија, а многу други се повредени, објави локалната полиција. Гостите на венчавката се засолнале во средата ноќта во ламарена колиба покрај ѕидот кој се урнал, рекол Анил Танг, шеф на локалната полиција. Ѕидот и засолништето од ламарина крај него се урнале поради бурата, појаснил. Уште 26 лица се повредени, од кои 15 тешко. Според индиската новинска агенција Trust of India, масите со храна биле наредени по должина на ѕидот висок околу 4 метри, а долг 27 метри. Работевме цела ноќ, се обидувавме да спасиме што е можно повеќе луѓе. Беше страшно, рекол спасувач на местото на несреќата во Баратпур, во сојузната индиска држава Раџастан. Полицијата отворила истрага, приведен е сопственикот на просторот осомничен за убиство од небрежност, според локален судски извор. Денес имавме сончево време наместа со облачни периоди. Утринските температури се движеа од 8 до 13, а дневните од 15 до 28 степени Целзиусови. Стабилно и многу топло време не очекува утре. Ќе дува и засилен западен ветер. Утринските температури ќе се движат од 9 до 14, а максималните дневни од 15 до 27 степени Целзиусови.
Овде го завршуваме денешното најново издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.